Добро ни дојдовте на првиот Тиквешки вински фестивал, организиран од Сдруженијето Тиквешки семејни винари во соработка со ресторанот Сино и подпомогнат од Сдруженијето на винари на Македонија, Вин Мајке. Ова е прва наша манифестација како младо здружение кое го организираме од ваков тип на манифестација и се надевам дека во годините пред нас ќе прерасне во традиција и до година здравје да бидеме уште побројни и подобри. Сакам да искажам голема благодарност до сите присутни денеска. На денешната манифестација се присутни вкупно 16 семејни винари кои произведуваат вино, ракија, маџун, вињак и други производи во домашни семејни, во домашни услови, 2 дестилерии и една мандра и една млекара присутни, значи вкупно 20 излагачи присутни на првиот Тиквешки вински фестивал. Да не должам многу, би сакал да на крајот да изразам голема благодарност и до помагателите на овај Тиквешки вински салон, на ресторанот Сино, на фирмата Горска, Кожувчанка, потоа на Хемомак пестициди од Велес, на Еврохандел Кавадарци и на Тотем исто така од Кавадарци. Од Неготино се извинувам. Значи, имајте пријатна забава, добра дружба и уживајте во прекрасните вина, раки, вињаци и маџуни на Тиквешките семејни винари. Нашето здружение го одбра името Тиквешки семејни винари, бидејќи означува семејна традиција на негување на виновата лоза. Производството на вино и раки и маџун се извршува во рамките на нашите семејства и во нашите домашни вински подруги. Овие прекрасни производи за жал до сега не може да се најдат во ниједна винска продавница, ни во еден супермаркет. Но со измените на законот за вино кои што се случи неодамна и во иднина очекуваме да се случат и некои измени на подзаконските акти и на некои правилници и се надевам дека за брзо време овие наши производи ќе се најдат ширум ова наша држава. Денес ви нудиме можност да го пробате вкусот на нашите производи и да се уверите во нивниот квалитет. Создавањето на вино е тешка и комплексна работа. Треба да знаеш да одбереш точно време, да направиш добар избор на грозје и да го погодиш моментот на берба, да му посветиш посебно внимание и љубов. Ако искрено го сакате виното, и тоа ќе се влюби во вас. На здравје и посакувам добро дружење со нашите вина и останати производи. На здравје! Мило ми е што во Кавадарци за прв пат, се почнува една идеја, еден начин на винско размислување, наша обврска како производители е да ја шириме винската култура, нашата обврска и еве како член на винските витези на Македонија, и обврска да ја продолжиме, да ја негуваме традицијата на конзумирање вино и промовирање во државата и во странство. Се надевам дека ќе уживате во нашите вина, тука се работи за комплексни вина. Имаме 15 семејни винари, како што кажавме, имаме млечни производи, имаме дестилери, така да уживајте во целодневната програма. Ви благодарам. Здравје, нека ви е за многу години и уживајте во вината, ракиите на Тиквешките семејни винари. Ова е господин Клинчаров, добар ден. Добар ден, добро ни дојдовте на првиот Тиквешки вински салон. Ке биде ли само прв или ке има многу? Јас кажав и на моето отварање дека се надевам дека овој Тиквешки вински салон ќе прерасне во традиција и се надевам дека до година ќе бидеме уште побројни, подобри и во квалитетот на сите наши производи. Вие се борите многу години како семејни винари да направите нешто. Почнавте да правите? Да, па ние сме релативно младо здружение, пола година формирано и нашата основна цел покрај квалитетот и организираноста
ќе биде значи да ги издействуваме законски обврски, значи законски измени во законот за вино, каде што би ги ни олесниле оние регистрацијски работи у делот, значи да, продажбата на вино, секој производството на вино. Ајде сега малку за вас. Клинчаров, така ви се ги вика винарија? Да, етно визба Клинчаров, винарија Клинчаров. Колку време постоите? Па постоиме 2 години, релативно, како веќе по-така актуелни, по... Од каде идејата за винарска визба? Па мојата фамилија е една од најстарите фамилии, можам да кажам, и ние потеклюеме од село Ресава и имаме може и вековна традиција на производство на вино и ракија, значи уште пред 100 години. Мојата фамилија важела за една од најголемите производители на вино и на ракија во Ресавскиот регион. Кој го прави ова вино и што произведува? Па исклучиво јас го правам виното и ракијата. Оваа година сме застапени со три врсти на вино. Имаме мускат, значи од белите сорти мускат, темјаника, имаме старушина и имаме кратошија и стандардно жолта ракија. Сами како успевате се да направите? И да бидете и на локи, и да продавате, и да... Па имам помош и од семејството. Значи голема помош и поддршка имам од семејството. Тука ми се и двете черки, сопругата и другиот круг на семејството. Количината верувам дека не е многу голема. Не е многу голема, али се надевам дека ќе ја зголемиме со текот на времето. Белковски, сегден ве видиме како успевате како училиште да пристигнете секаде. Вика, ова ви е денеска фестивал на виното, односно семени винари во кои во мали количини се представуваат вината од Тиквешијата. Со што се представувате вие? Па имаме повеќе сорти на вина, али за тоа повеќе еве одговорните за стручните предмети од земјоделието ќе ви кажат повеќе. Ние како училиште се трудиме на сите можни настани да учествуваме. Поточно за овој настани бевме впрочем и поканети, бидејќи, како викаат, образованието е клуч за се. Така да и сите овие тука што се испаднати од образованието. Еден спонтан разговор правиме, кој го прави ова вино? Училиштето. Нас Кој училиште вие или училиште? значи ние земјоделскиот актив како вработени во рамки на училиштето врз основа на наставните планови и програми по предметот практична настава кои што не повикуваат. Истовремено правиме производство на вино и на ракија заедно со нашите ученици. Колку видови на вино прави? Па нешто над 1000 шишиња. Оваа година над 1000 шишиња распоредени во повеќе кратен сортимент, вкупно 5 сорти и така натаму. 400-500 шишиња ракија, околу 50 шишиња вињак. Ги бива ли учениците да направат вино? Ги бива. Прво ми е чест и задоволство што сте денеска ме идомите тука на еден убав настан. Повод, ние како училиште сметам дека преку овој начин може да се промовираме добро бидејќи се мали репрезентативни количини на вино, али од неколку сорти на стравени и бели вина. Ова година можеме да се пофалиме значи со присуство на рекацители, значи што е врв на белите вина за ово поднебие, совиньонче, потоа вранец, мерло и розе вино. Имаме и нова значи амбалажа, етикета на вињак или гроздовка. Така да сметам дека оваа манифестација ќе ни биде повод за уште поголем пострек и стимул, значи заедно со учениците да ги изработиме овој финални производи и за напред да го зголемиме капацитетот значи на нашата винотека или мини винарија. Дај Боже, има ли хемија, професоре, во виното? Не, апсолутно. Во производството на вината кои што потекнуваат од школската винарија, апсолутно се користени традиционални методи, македонски методи, без употреба на било каков конзерванс. Вината се апсолутно еколошки. Се води грижа и за начините и бројот на хемиски третмани. Например, за тоа што бројот на денови од последниот хемиски третман до
бербата на грозје до консумација е преголем. Сега да не навлеаме од некои стручни терминологии. Да, важно е да се знае, бидејќи декомпозицијата, односно распаѓањето на активната материја од последните третмани до моментот на консумацијата на виното, апсолутно е запазен тој еколошки момент. Значи, целата на образованието на учениците кај се не само да усвојат технологијата на производство на вино, туку и да се усвои една еколошка компонента при производството на вино, почнувајќи од моментот кога се врши резидба на лозата до моментот од текот на производството, во текот на вегетацијата, до моментот на берба, сите тие компоненти, сега ги има многу, не би навлегувал во тоа. Важно е да се запази еколошка компонента, бидејќи тоа е тренд во производството на вино, тоа е прва работа. И второ, само на еден таков начин, како вински регион, можеме да конкурираме на другите вински региони кои што мораме да признаеме по основни инвестиции и на вложување во лозарство и винарство се доста побогати и помоćни од нас. Збориме за одредни вински региони кои што 80 до 90% од европскиот пазар го зафаќаат. Освен тоа, самите знаете дека Македонија има едно ограничување по основ на кластерни извозни вина и сега тоа е повторна работа за стручна дебата, не би навлегувале во тоа, меѓутоа сакаме да воведеме еден еколошка компонента во производство на вино кој што може да биде, како да кажам, еден критериум според кој што би не избрале како вински регион за да консумират вино. Самото тоа значи зголемување на бројот на инвестиција, за тоа што било кој инвеститор кога би дошол да инвестира овде, он ќе побара соодветна стручна работна рака, независно дали се тоа луѓе завршени со средно земјоделско образование или со земјоделски факултет, да ја знаат работата како да ја изведат, да кажеме народно тоа, да се изразиме на еден народен со една народна терминологија. Значи, целата нашите инаку ученици, оние кои што одат на земјоделски факултет, ги имат сите овие признања и земјоделскиот факултет кога го студират, влеват со еден квантум на знање, практично смисла на зборот, кој што им помага во понатамошниот развој и стручно усовршување. Јас ви благодарам. Ако некој го афирмира виното, кога да се тоа е бандел. Благодариме на поканата да дојдете да ни го презентирате. И ова манифестација е Да, ова е Тиквешки вински салон за прв пат во Кавадарци во Тиквешијата, во организација на нашето Сдружение на тиквешки семени винари, во соработка со Macedonian Winemakers или енолозите на Македонија, подпомогнате од локалните компании Горска и Кожувчанка. Благодарам на сите гости што дојдоа. Се потрудивме во најдобар ред да организираме еден настан како што доликува на Кавадарци, бидејќи винарството најголем дел потекнува од нашиот роден град. Така да да. Моментално сега сме веќе член на Европското винско витештво со конзулат на винските витези на Македонија. Тоа значи голема обврска кон виното и ширење на виното во Македонија, на винската култура и во странство. Тоа е огромна чест. Јас сум втор од кавадарчаните во редот на винските витези и прв во нашето здружение. И треба ли долго време да станеме вино пивци? Некој треба малку време, некој велат зрели сме така. Ние имаме добар производ. Кога имаме добар производ, ни треба само малку мотивација, малку овакви начини на салон на презентирање на вината, дегустација и полека народот ќе се учи и ќе дојде до тоа ниво што го заслужуваме како Кавадарци и како Македонија, како винска држава. Гледам се раѓаат и нови винари. Да, ние сме моментално овде 15 семени винари. Во склоп на самиот настан имаме изложување на две млекари. Да, една мандра и една веќе млечна млекара. Плюс имаме две дестилери што произведуваат покрај ракијата, имаме и ароматни, имаме и Пелинковац, имаме мастика како
еден од нашите традиционални производи, така да се на се е многу добро и одиме многу напред. Посакам многу успех и да се гледаме почесто. Благодариме, сега моментално ги работиме измените на законот за винарство. Законот помина, сега ги минуваме правилниците и за кратко време че можеме да регистрираме семејни мали винари, што ќе ни биде до поттик за понатамошно ширење, понатамошна работа. Имате ли поддршка од Министерството за земјоделие? Во Министерството помина измените на законот, сега се работат правилниците и подзаконските акти. Моментално имаме огромна соработка со кабинетот на министерот, за некое време тој ќе биде присутен на нас, така да едноставно имаме преголема соработка со нив. Тиквишки вински салон. За честија овие манифестации посветени на виното, сега е и младо, меѓутоа полека почнува виното да зрее, а и кавадарчани со својата култура или однос кон виното. Овде сме на оваа манифестација со цел да ве приближиме до вкусот на вистинското вино. Со ова винари од Ваташа прв пат се сречаваме. Добар ден. Добар ден. Как се вика вашето вино? Подрум Пераджа. Прв пат пресречаваме, дали од скоро сте присутни на пазарот или од дам? Па сега сме моментално од скоро инаку како хоби правиме вино од поодамна. Едно сигурно 15 години. И сега со овие манифестации се промовираме, сакаме да му кажеме на рестораните, на сите дека и во домашни услови може да се произведат добри квалитетни вина, па кој сака може да проба да се Имате и црни и бели вина, односно црвени и бели, црни не постои. црвени и бели. Кажи ми, од Ваташа си? Да, од Ваташ. Ова е ваташка винарија, суровината е исклучиво од Ваташ или доминира од Ваташ? Да, 90% е од Ваташкиот регион. Нешто малку од манастир. Нешто малку од Љубаш од манастирот. Имат ли врска вината што се наводнуваат, односно грозјето што се наводнува или што не се наводнува? Па да, имат. Нормално дека имат. Покомплексни се вината кои што не се наводнуваат. Тоа е факт за тоа што имат повеќе суви материи, може да соберат повеќе алкохол, така да се претежно покомплексни. Обично за црните вина, за белите вина е нормално да се по-хармонични, да се по-добро е да се малку на повисок реон, така да мислам дека белите вина е по-добро да се на повисока надморска висина, да се за тоа што ги задржуваат аромите повеќе и така. Навлегуваме сега малку и во стручноста. Кој ви го прави виното вас? Јас го правам. Вие сте стручен за Дипломиран енолог. Многу ретки се ваквите кадри од ваква проблематика, завршивте факултет. Да. Како е да се направи, имаме ли услови за правење на вакво вино, требаат ли услови за да има? Па да, покрај квалитетна суровина која што треба да се има као примерна цел за производство на квалитетно вино е исто така и соодветни услови во подрум. Например, од најголемо значење е чисти садови, технологијата која што се применува за производство и тоа. Кажете ми колку капацитет е вашето винари? Па сега сме уште на почеток со некој капацитет околу 1000 литри или 500 литри, така да. Каде можеме да го пробаме вашето вино? Па еве моментално тука и во мојата винарија во Ваташа. Може да побават да си набават вино? Да, може да се набават. Исто, да, може. Секако успех. Потребна афирмација на тиквешките вина, нели? Да, секако. Од големо значење е да се афирмираат дека имат доста квалитетни вина, луѓе што ја сакат таа работа и ја прават со љубов. На крајот, виното е храна. Има ли хемија во виното?
Па виното секако е храна, али по состав секако е од многу хемиски елементи Таа измешано. хемија велат дека е корисна да го задржи вкусот на виното. Така твоите колеги Па велат. да. Сигурно. Без оно само по процеси кои што се одвиваат, се физичко-хемиски реакции, така да едноставно само по себе оно е физичко-хемиски процес, со самото ферментација. Благодарам, многу успех во вашата Фала. работа. Фала. Научи, добар ден. Добар ден. Неизбежно е вас да ви има на вакви манифестации. Како се чувствувате? Одлично, вака со млади винари, јас се осеќам уште помлад. Наумчев е еден од повозрастните новинари. Од кога постои твоето визма? Скоро 20 години, а почнав од 2006 како аматер, почнав првата количина да ја продавам и тоа од 500 литра, па јадо и 500, па сега сум на 30.000 литра. О, човече. Па ти имаш најголема количина за продавање во текушија. Добро, тоа е количина заедно со залика, така да од 15 до 20.000 литра максимално се произведува, ама дојно битно што пластман има. Тоа сакам да прашам, каде може да го пијат вашето вино? Каде? Имам претежно во Скопје најмногу, во Велес, во Охрид претежно, Струга, Вевчани, неважно, сите градови и имам околу најмалку јадо комитенти од домашни фамилии што купуваат од мене. Кој вино го произведувате во вашето визма? Имам 7-8 врсти, со тоа што најмногу се троши темјаника, после терминец, шардоне, станушина сме доста застапени, пошто сега промовираме станушината, да. Вранец, каберне, мерло, мислам тие сорти се тие ударни. Понекогаш правиме малвазија, ама тоа е во мали количини. Виното храна ли или алкохолен пијат? За мене е храна, иначе затоа што треба се пие секој ден, не тоа да се претера, него во умерени количини, тогаш е храна, ако се претера, тогаш е алкохол. Ние веројатно се уште немаме култура за пиење на вино, меѓутоа ќе стасаме ли еден ден да го сметаме виното за составен дел на секоја храна, на секој. Јас сум сигурен дека постепено правиме една винска култура како што се гледа. Јас бев тие меѓу првите пионери што почнав да давам во мали по поволни цени квалитетни вина и на некој начин имам следбеници на тој дел и се надевам дека, а и сум сигурен, за кратко време дека виното кај нас, поготово кавадарци, ќе биде 95% најмалку заставено. Мислам дека сите кафани се служи вино, а многу ретко пиво. Многу ми е драго, имаме ли кадар за таа работа? Сега со еден енолог разговарав, имаме ли кадар да произведат вино? За среќа имаме сега, многу брзо напредуваме, затоа што брзо учиме, беме многу назад, тоа е точно, арнома со многу имаме нели школа тука, башка имаме и од кај да учиме. Како од постарите винари, така тоест колеги, така и од мене некој може да научи нешто. Благодарам за разговорот, многу успех во идеја. Фала многу и убав ден. Во Кавадарци сте да промовирате или да пробаме нешто од вашето вино? За промоција и за проба. Ајде кажете ни што нудите. Нудиме темјаника, кабарне севилјон, мерло и гранд куве Каде го произведувате ова вино? во село Сопот Таму вие винаријата? Со колкав капацитет? со капацитет од 10 тона, 10.000 литри. Успевате ли да го продадете? Па за тоа се бориме секоја година за Кај да... борбата има многу винари. Да, има многу винари, конкуренцијата е многу, Се пофалија дека веќе продава добро вино. па исто и ние. Од што зависи продажбата на вино? Зависи од најмногу од квалитетот. Со добар квалитет Начин да пиеме овој период на година, во зимскиот период. во зимскиот период црвени вина, каберне севилјон и мерлот. Од каде ја имате суровината? Од собствени лозови насади, околу 17 хектари имаме лозов насад и го избираме најдобриот плод
Винарија Илиеви, кој ви го прави виното? Сами ние. Да. Јас сум сегаш студирам технолошки, та здравје, иден технолог. Значи, ако добро вино правите сега, со диплома може би ќе биде и подобро. Здравје само. Ви одели од рака виното? Па да. Што зависи изработката на добро вино? Прво изработката зависи многу од суровината. Колку е квалитетна суровината, толку е квалитетно виното. Бидејќи здрава и суровина, без болести, без добри цела година, добри услови за плодот, доведува до финален производ феноменален. Кажете ми чувањето дали е битно, дали во дрво или во челични садови? Да, чувањето на виното е битно, бидејќи во пластични туби или каци или како да ги наречам, зрењето е многу по-различно и прво виното добива ем мирис, ем арома, ем не е тоа што треба да биде, а во инокс е феноменално. Благодарам, Илија ви благодарам, многу успех. Да се видиме и да се чуеме со некои резултати во кои ќе ни кажат дека вашето вино го пијат повеќе луѓе во Македонија. Да. Сега кој може? Како? Имате ли муштери ваши, имате ли ресторанти? Да, имаме муштери, ресторанти уште не. Здравје со законот. Се надевам дека и че не има во ресторанти. Што го спомнавте законот, ова суровија сега, новата измена на законот за вино, ве има таму, внатре со некои поволности. Дали се задоволни, колку државата води сметка за? Па чекаме уште да се финализира законот за вино, па ќе видиме уште како што ќе барат, како што кои услови ќе ни ги скратат, кои услови ќе ни ги помогнат. Се надевам дека ќе ни бидат од помош. Фала многу. Фала ви вас. Со добро вино оди добра храна. Што нудите вие? Ние моментално имаме за дегустација мешан кашкавал, мешано сирење и крави кашкавал. Вече пат е млекара која сега се пробива во јавноста кај потрошувачите. Од кавадарци? 6 месеци од кавадарци. Што произведувате? Произведуваме само тврд програм на млечни производи, односно кашкавал, сирење и јурда. Со виното од дуванаците работи? Да. Дали се задоволни потрошувачите од вашиот вкус на производ? Па да, се надевам дека се задоволни. До сега добивме само добри коментари. Каде може да го најдат освен во кавадарци вашиот производ? Нашиот производ се продава во сите маркети во Кавадарци. Сега имаме продажби и во Струмица и во Радовиш. Па здравје, се надевам и во сите градови во Македонија. Ама со вино оди многу. Да. Ерос, една од постарите, би рекол, винари, заедно со наумчи во Кавадарци. Колку години се бавите? Регистрирани од 2004 година. Тоа одамна. Сега предходно околу 30 години, да, мојот татко си производил вино за собствени потреби. Не е овде. Тука, локал, да. Добро. А на помладите го остави правењето на виното? Па да, сами си почнуваме. Слушам дека и ти правиш вино? Да. Кој вино? Јас сум моментално. Па теменика, шардоне, вранец, танушина, што и да е, да. Колку вина произведува Ерос? Па околу 6-7 вина е асортиманот. Да. Црвени бели? Црвени, бели, розе се, да. Црни вина велат не постојат, иако ние знаеме за црно вино. Црни, добро, кај нас е онака, така е наречено црно вино, јако црвено вино, кај нас уствари нели црно вино. Така некако изрека некоја црно вино. Пешијата е познат регион за производство на вино. Да, кажете ми, дефинитивно. дали е навистина суровината? Да, екстра е. Не толку сончевидено да, што да не. Во блажината ли е висот за добра суровина? Па блажина, балансо, вински киселини, сите други материи, така да имаме одлични теруари, одлична клима, се е добро. Виното што сега го направи младото вино, Да. колку ќе биде зрело за продажба? Па зависи кој е. Да, здравје во 2020 година па натаму. Некои барат повеќе зрење, некои помалку или прилика. Една винари ми рече, ако е времето вакво, ако стегне, ако е ладно, може сега да почне да се Да, продава нова да, година. али да, баш зависи од сорта. Некои излеват порано у продажба. Ароматичните сорти излеват порано. Сорти како шардоне, на пример, барат повеќе зрење. Зависи од стилот на вино, сето тоа. Препорачале вие да пиете сега овој период? Сега црвено вино. Али се е ствар на вкус. Добро, со што се
оди виното со која храна? Исто ствар на вкус. Може и со Тука не се мешам. може со риба на пример. Па, што да не. Некоја потешка сом, нешто така. Нешто помрсно и интересно. Многу успех за Ерос и со се гледаме. Фала многу. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.